На мое задоволство, верувам дека и на ваше ќе го следите целиот овој инспиративен разговор со професор доктор Зоран Крстевски, кој ни гостува и тоа со доста интересна и доста важна тема, а тоа е како да се мотивираме да бидеме подобри луѓе. Така некако ќе речам, а неговата 13-та поред книга насловена Будење на позитивната енергија е главниот мотив за да го направиме овој разговор и да ја разбудиме или барем да се обидеме да ја разбудиме позитивната енергија. Добро ви утро. Добро утро, добро ве најдов. Се надевам на инспиративен разговор и на една мотивација како да потикнеме позитивна енергија. Така, па ајде веднаш да објасниме или да преминеме на делот зошто на луѓето некако им е поинтересно да бидат во конфликт или да наблюдуваат кога има конфликт, отколку кога се тече како што треба. Зошто е така? Па добро, може еволуцијски од постанокот на човештвото постојано имало војни, борби, тешкоти, неизвестности и луѓето се навикнале на таа драма, на тензија и како да не се учени на мирна хармонија. Тоа е првиот аспект еволуцијски гледано, вториот е сакаат драма, бараат драма. И трето, живеат со тело на болка. И со таква енергија зрачат. Значи кога живееш во стрес, предизвикуваш, привлекува стрес. Кога си опфатен со негативна енергија, се лепиш онаму кај што превладува негативната енергија. Ако се ориентираш кон позитивна енергија, кон мир, кон хармонија, избегнуваш конфликти. Нема да сакаш да слушаш некои нешта кои што едноставно ќе те вознемират. Така што се е поврзано и со навиката, бидејќи нашите синапси, нашата невронска мапа, нели, функционира врз основа на она што ние сме го внеле во себе, што сме го навикнале. Значи, ако се навикнеме на неубаво нешто, ќе го привлекуваме и ќе го бараме тоа негово нешто. Затоа треба да се менуваат концептите. Едноставно се свати дека ние имаме моќта да бираме и треба да се избереме себе си, треба да избереме хармонијата на душата и треба да избереме позитивната енергија. И некој тука што сега не следи во живо ќе рече супер, ама со 10-12 илјади пензија, со такви проблеми, со сето тоа, како да најдам јас позитивна енергија, не можам ова да си купам, не можам таму да идам, не можам тоа да го направам. Како тука да ја разбудиме таа позитивна енергија? Сега да земеме две опции. Некој има бања, има уживање, има скапоценност, има голема куќа, има не знам какви придобивки. И тој нели треба да се опушти, да си биде фокусиран на самиот себе си. Но тој е вознемирен. Тој е несреќен. Тој мисли дека нема доволно пари. Тој смета дека не го сакаат доволно блиските бидејќи гледаат некоја придобивка. Тој смета дека луѓето се лоши од вај чекаат како да му го заграбат богатството. Со каква енергија живее тој човек? Со вознемирувачка негативна. И обратно, некој живее на планина, живее со животните, си нашол некој мир, ти се движи, нема кој знае какви финансиски состојби, нема не знам каква кариера, моќ, но воедно има една внатрешна смиреност. Што е побитно? Овој што живее во скапоцената палата, а не е во мир со себе си, е деструктуриран заради X фактори произлезени од работа од надворешни притисоци, или некој кој се пронашол себе си без оглед каква е состојбата на финансиски план и слично. И затоа има две опции. Едната е кој е посреќен? Богатиот и моќен крал, а кој воедно е болен во психата и во душата, или сиромашниот човек кој што е здрав во духот и во позитивната енергија. Значи, погрешна е ориентацијата во денешно материјално време. Дека ние треба да трчаме, да постигнеме, да успееме, да се искачиме. Точно дека треба една хармонична екзистенција, точно дека треба личен доход кој што е соодветен, точно дека едноставно треба да најдеме и една придобивка во односите со другите луѓе. Но од другата страна имаме концепт на живот со недостиг и живот во полнота. Значи, надворешниот фактор, ако мене ми го креира духот, јас немам потенцијал за среќа. Ако јас постојано живеам во недостиг, зашто не сум во Скандинавија? Зашто немам повисок личен доход? Зашто луѓето не ме прифаќаат? Зашто некој ме навредил? Зашто едноставно не наоѓам на сродни души? Тогаш ние живееме на недостиг, ние фаворизираме тоа што го немаме. А ние како треба да смениме матрицата? Дај да видиме што имаме. Имаш ли здравје? Имаш ли мир? Имаш ли блиски кои вистински те сакаат? Имаш ли покрив над главата? Можеш ли да се прехраниш? Имаш ли питка вода за пиење? Значи може да се сменат работите. Че едната филозофија ви е мегаломанија.
И некој градоначалник, тие ги земам за пример, имаат едно 35 стана, он сака 350 стана да има. И затоа ќе даде маркици, ќе го исече цело зеленило и зелени површини, за да има 350 стана со потенцијал да направи уште 350 стана. Кога ќе заврши животот, сите ние ги оставаме нашите дела. Он кај ќе ги носи тие станови? Кај ќе го носи чувството во душата? Каде ќе го носи она што го оставил како добро или како недобро дело? И тогаш луѓето секој ќе се потсетуваат на некој таков како уништувач, а обратно, некој што создал добри дела и дал патокас на децата, на блиските, некој што ја воздигал душата и воедно духот, дали тој остава благородни дела? Така што концепцијата на материјализмот е јасна. Тешко се успеува денешно време. Факт е дека треба да имаш пари. Но што ако само копнеш по парите, а го изгубиш мирот и здравието? Колку луѓе се жртви на работното место и во трчанието постојано да постигнуваат и да се докажуваат, на крај животот поминал покрај нив, сватиле дека најмалку живееле. Примерот го дал Стив Џобс во таа книга и тоа го пишувам. Стив Џобс вели: сега мене не ми вредат најголемите богатства, најголемите успеси, најголемиот пробив. Бидејќи јас сум болен, јас сватив дека животот ми помине во трката, во борбата, во надпреварувањето, во не знам какви постигнувања. А вика, себе дал огромно богатство која би го имал мирот и здравието. Ама сега е доцна. Значи ние покрај парите, кои што е битен фактор, кој не смееме да ги исклучиме, многу побитно е да го градиме духот, да се градиме себе си, да се заштитиме од негативна енергија, да бидеме задоволни со себе си, зашто ако си задоволен со себе си, тогаш и здрав ти е духот. А ако ти е здрав духот, тогаш и здраво ти е телото. Така мора да се направи баш тој баланс, како што велите, и да се знае кој кон што цели за таков да биде исходот. Непосредно пред ова вклучување, накратко имав можност да зирнам во самата содржина и она кое ми остави впечаток меѓу бројните наслови е како да се остане отпорен на стресот. Така е. Можно ли е тоа? Постои ли чадор? Мора да постои. Пак одиме кон оптимизмот. Прво, ние треба да си ја заштитиме својата интима, својата енергија. Најскапоцениот ресурс кој го поседуваме е нашата енергија. Замислете ние да расфрламе енергијата прво, да немаме контрола на самите себе, на своите емоции, да не знаеме кон што се движиме, тога се приближуваме кон стресот. И автоматски стресот, ако не зафати, може потенцијално, ако е хроничен, да ни создаде здравствени проблеми. Сега, кои се најголемите причинители за живот во стрес? И кои се решенијата за отпорност кон стресот? Прво, најголеми причинители ви се гневот, тагата и стравот. Сега ние наутре, се будиме и бираме како ќе се однесуваме во текот на денот. Така. Дали од старт може да некој да си проектира дека ќе биде тажен и дека е тажен, дека не е убав денот, дека нешто нема да се случи добро, дека живее во тензија и во некоја таква лоша состојба на духот. Веројатно некако нештата се натрупале, се преполнила чашата, луѓето немале механизми за излез од тагата, бидејќи си налепиле на себе си неубаво чувство, чувство на навреденост, чувство на неприфатеност, чувство на неуспех, чувство на страв за блиските, чувство на страв за децата и ред аспекти. И нив им дошла тагата. Ако тагата е долго трајно присутна, ги разнебитува натрешните енергетски потенцијали на личноста. Не зрачи ниту клетките попримаат љубов, ниту ткивата, ниту нашите органи. И еден ден ќе се одрази со болест. Значи, внимавај на тагата, не дозволува долготрајно да биде присутна, веќе таа е причинител на стресот. Второ, стравот. Може да се плашиме ни од се и сешто. Има реално и опасност која што навистина може да биде присутна. Но ја зашто да му дам предност на стравот? Зашто не дадам предност, еве да речеме, и на Божјата промисла, која мене ќе ми даде сила, енергија, способност да се справам и со стравот и со стресот? Зашто да не веруваме во себе си и дека можеме да прогураме? И потоа гневот. Македонскиот народ е познат по гневот. Тоа го изразува и по социјални мрежи. За жал и тоа како? Така. И тој гнев има причина. Тој веројатно повторно доаѓаме до тоа на некој незадоволство, на некој фрустрации, на неработење на себе си. И тогаш ние потпаѓаме и под страв, и под гнев, и под тага. Ако потпаѓаме, живееме од стрес. Односно, живееме во константна состојба на дисхармонија. Во тој случај имаме решение. Да речеме, некои луѓе дали имаат ментален имунитет посилен? Апсолутно дека. Так. Зашто? Читаат книги, се посветуваат на себе си. Се опуштени неретко ја бараат тишината, поврзани се со природата, со планината. Наоѓаат начин да имаат хоби, креативно да се изразат.
имаат некоја цел, мисија, можеби заради децата да ги прогураат. Наоѓаат соработка со некои блиски личности. Значи, гледате, создаваме капацитет за утре, ако дојде стресот и опасноста, го разрешиме. А многу луѓе ги ставаат нештата под тепих. Не ќе да чита, не сака да се образува, не работи на себе, се наполнил со емоционален отров, живее со тело на болка, живее во лажни односи со луѓето, као демек сме блиски, а всушност има лицемерие. Така. Живее во работа каде што не е задоволен, не е исполнет, не е креиран. Живее во место кај што веројатно преовладува неубавата вибрација и сето тоа него му се натрупува. Еден ден, она се вели, малку ветеро да продува, ќе го бутне во бездната. Зашто те бутна во бездната? Зашто даде ти шанса да дојдат неубавите нешта и да не знаеш да ги менаџираш неубавите нешта. Значи, ние покрај размислувањето, живањето, тогаш кога нештата се солидни, ние мораме да размислуваме кога нештата нема да бидат добри. Што ќе правиме кога ќе дојдеме на некоја ситуација? Затоа тој и наутро го размислов. Замислете каде е проблемот. Имаме аспект на држење, а треба да фаворизираме пуштање. Имаме аспект на прифаќање, а тоа е да прифатиш минатото дека било такво, дека се случиле некои нешта, а имаме ситуација повторна за фокусирање на минатото. И ние тога се губиме во тие две категории. И автоматски, замислете, сега ние се држиме. Родителите се држат за своите деца и цела филозофија на нивните деца. А нивните деца треба да се индивидуализираат. Треба да станат своји личности. Треба можеби да одат во странство. Можеби ќе отидат на некоја друга ситуација, некаде партнерка ќе најдат, партнер. Ќе се дистанцираат од влијанието на родителите. Родителот кој се фатил за детето, утре кога децата си отидат во странство или нешто друго им се случи во животот, каква е животната перспектива на родителот? Веднаш е депресијата, веднаш е зошто, па што ти недостасуваше, што не си останал овде, види и тука криво-лево буткаме, врзи, држ, не дај. Ама сите важно на куп бевме, шо бараш сега да одиш така е. Значи, по-добра енергија. И стравот преовладува. Страв, непознато, страв што ќе ти се случи, страв, па мора ли, остани тука. Значи, ние себично ги држиме работите до себе си, не сваќајќи дека и ние треба да се индивидуализираме. Да земам некој сега во работното место. Не е добро работното место, не е исполнет, не може да напредува, ама има страв. Зашто да променам, што ако променам ќе биде полошо, морам да го држам работното место. Овде знам каде сум, сигурно ми можам да ама ете се менува партијата. Доаѓа друга партија на власт. И него го игра, го шиканира. Или не може да просперира. Или тој таму што е капиталистот, едноставно гледа повеќе да експлоатира и човекот кој имал така наречена сигурност, ја губи сигурноста. Веќе се фокусирал за нешто кое не е доволно добро. А тоа е работното место. Што треба да направи? Да има алтернатива да се надградува, да се усовршува, да работи на себе. Ова го зборам за младите. За повозрастни личности тешко да прават промени, ама може да прават промени. Младите треба да бидат подготвени. Се тече се менува. Со секој нов момент создаваме нова состојба. Мора да правиме промени. Која е промена? Во свест, во дух. Прво, да знаеме со кого си имаме работа, во какво општество живееме. Второ, да бидеме будни. Трето, да создадеме вредности. И четврто, да бидеме утре ние независти. Колку македонскиот народ е независен, еве и љубовта да ги земам. Се фатил за партнерот и идеализира партнерката, мисли таа е совршена, мисли дека се е како што треба, има некоја аномалија, има отуѓување, не е баш најсовршено, но ај некако се саваат по тепих работа. Или како велиме ние, кјути, ама можеше и полошо да биде, демек добро што до тука лошото стигне. И се фокусира за партнерката, љубоморен, посесиран, не сака да ја пушти или таја кој знае какво влијание прави врз партнерот, живеат во страв, во тензија, еден ден се случува нешто. Кај нас мора да бидеме реални, добар дел на разводи се поради неверства, добар дел на нечестност во односите, добар дел на манипулација на интриги. И сега некој се фатил за некого, го верува некого, го идеализира некого, се потиснува себе си, на крај тој некој отидува во некоја погрешна патека, што се случува со овој кој се фокусирал на погрешен начин за некоја друга личност. Е се решението. Решението на себе се подпираме. Ние на крај, кога ќе станеме наутро или сега, кога ќе си отидеме од судиот или било каде, дома се враќаме кон самите себе си. Значи, ние кај да одиме, себе се носиме. Ние може да отидеме во Холивуд. Ние може да одиме во Скандинавија. Ние може во Елдорадо, ветената земја да отидеме. Кај сакаме ќе отидеме, но ние кого го носиме во Елдорадо, во Холивуд и во Скандинавија? Се носиме себе си.
Значи, ние мораме да работиме на себе си, бидејќи не треба ние да обвинуваме општеството било лошо, општеството дефинитивно не е добро. Тоа е заболено општество. Луѓето биле негативни. Ама зашто ги бираш негативните? Ама нема простор за напредување. А зашто си се фокусирал дека си слаб, мал и не можеш да напредуваш? Ама луѓето се изневерувачи на кого да се потпрам. А зашто не веруваш дека има вистинска личност за тебе? Значи, гледате, ние се стегаме. Живееме вака. Да се штитиме, дај да пазиме, дај ова. Комфорт зон. И затоа, еве, јас како што сум напишал една книга, сега најнова моја, Будење на позитивната енергија, ја велам не, менуваме концепти. Доволно беше стрес, тага, гнев, немир на духот, да ги бараме методите, решенијата. И таму има милион решенија. Има за емоционален отров, како да се спасиме, имаме за соочување со стравот, надминување на стравот, има и поуки исто во на претходна моја книга Програмирање на умот, таму пишував и за оние кои се соочуваат со најтешки болести може да најдат некое решение преку силината на духот, дека на крајот и ние ако и дадеме љубов на нашата енергија, ако ја поттикнеме нашата енергија, таа може да работи во благородна патека и може би ќе ни исцелува. А зашто не исцелува? Бидејќи сме работеле на двете категории. Позитивни мисли, позитивни емоции. А ние каде одиме? Негативни емоции исполнети со страв. И затоа тука во книгата е една од темите како да создадеме ново јас. Но има и за заштита од негативци, заштита од нарциси, заштита од хистрионични личности, заштита од енергетски вампири, како да се спасиме од грабачи на животната енергија, како да надополниме нашата животна енергија, како да имаме фокус кон иднината, да не се преоптовариме со минатото, каква е моќта на умот врз телото, односно како нашите емоции да бидат пријател на нашата душа, а не да ни создаваат немир и незадоволство. Така, уште еден наслов кој исто така ми привлече доста внимание, гласи среќна судбина. Во неколку зборови да објасниме, можеме ли да имаме среќна судбина, бидејќи нели велат судбината е предодредена, тука не можеме да влијаеме кои сме ние, така е од некаде некој рекол, судбина е. Застарено е тоа, Димитар. Тоа е фатализам. Фатализмот верува, се е пропишано, се е дадено, ти не можеш да менуваш ништо. Тоа е едно старо гледиште. Се имаме ново гледиште. Негдека 20-тиот век, средината на 20-тиот век, француските филозофи изнајдоа една друга теза. Дека се е случајно, дека не постои судбина. И еве ги двете крајности. Едните индетерминисти велат ти си одговорен за се, не постои судбина, не постои Бог, не постои надворешно влијание, ти си тој кој што треба да управуваш. Второто е фаталистичко гледиште. Ти си немоќен, се што ти е пропишано така мора да биде. И се имаме компатибилизам, односно со квантната физика, се изнајде дека и ние со нашата свест, со нашата енергија, со нашата позитивна определба може да влиеме на нашата судбина. Дека не е се запишано. Замислете ви ако се е запишано, убиецот, лошиот учесник во сообраќајот, негативецот кој што краде, него го оправдуваме бидејќи така му била судбината. Така му била судбината. Каде е тогаш моралната одговорност? Каде е Божиот суд? Тогаш секој ќе се повика дека така ми било пишано. Не, ние учествуваме во нашата судбина. Не во се, има дел кој е детерминирано, може трансгенерацијска траума, ете во таа книга Програмирање на умот, тоа го пишува. Значи, траумата која се насобрала со генерации, таа се рефлектира врз членовите на тоа семејство. Но ние имаме трансгенерацијска траума како општество, како нација. И таа исто така нас не влие. Но имаме ние и слобода на волјата, имаме ние дух, имаме ние способност, имаме вибрација со која може да изградиме среќна судбина. И се таа среќна судбина може да ја третираме и астролошки. Каква планетарна позиција имаме кога сме се родиле? Каде ни е поставен Јупитер? Јупитер е планетата на среќата, ни дава ширење развој. Каде е Сатурн? Таму ни е потешкотијата, таму треба малку потежок начин да ги надминеме работите. Но дали Сатурн може да не победи, да не уништи? И вечно да ни донесе незадоволство, несреќа, болест, нељубов? Не. Нештата се менуваат. Затоа можеш да изградиш среќна судбина и таму јас нели пишував и за кармата, законитоста на кармата. Како правиш, така ќе ти биде правено. Кон што се насочуваш, што очекува дека ќе ти се случи. Значи, гледате, човекот е оставен да го избере патот. Често се вели и не е лошо да го бирам патот. Зашто имаме 4 патишта, еве, раскрсница. Ако ние одбираме на основа на што? На нашата свесност. Но од која ќе одбереме, судбината ќе си тече. Така и овој Гај Јулиј Цезар кажал, коцката е фрлена, асоцирајќи на Платон.
Платон филозофот укажувал дека ние луѓето како поединци имаме коцката во рака, а коцката е нашиот живот. Ние одлучуваме да читаме книги, да работиме на себе, да се подигаме, да работиме на тагата, да се чистиме од емоционалниот отров, или ние оставаме судбината да не креира. Живот во несреќа, во незадоволство, каква судбина ќе ни донесе? Болест. Но ние имаме коцката. Велиме, ние сега работиме на себе и ја фрламе коцката во правецот, кој што е благопријатен. Од кога ќе ја фрлиш коцката, судбината ти се отвора и веќе нема назад. Затоа и се вели, работи на себе, фокусирај се на позитивно, буди ја енергијата, чувај енергијата, надополни енергијата и ќе бидеш во една хармонија со себе. Но како и да е, книгата има таму милион методи, така, многу правци. методи има на кои треба да се фокусираме во интерес на времето. Ако некој се заинтересира, каде може да ги најде сите овие материјали да направи една своја лична промена или да влие барем позитивно на сите околу него? Така е, мора да влие затоа што и трансперсонално родителот кој себе се хармонизира, се смирува, се пронаоѓа себе си, со својата вибрација и енергија ќе влие на децата. Секое наше акумулиране знаење е знаење кое е предуслов за добро и на другите. И затоа јас ги мотивирам да отидат на сајмот на книгата, на штандот на Штрит Чидмој центар. Тоа е пред влезот на салата, десно, во холот. Книгата сега е со привилегирана цена, со попуст. 500 денари е на сајмот, 550 денари во книжарниците ќе биде. Можат многу од нив и да ми пишат на Facebook или било каде, да им ја испратам и по карго. Важно, мора да читаат, мора да работат на себе и не смеат да се откажуваат и да сметаат негативната енергија е премоќна, не можеме да победиме. Можеме да победиме. Има методи, има правила, има насоки и тоа и ние со овој разговор, со оваа емисија, пред се, ако дадовме информации, помогнавме, но најбитно ја пренесевме енергијата. Така. Ако се чувствуваат убаво преку нашата енергија, тоа е правецот кој треба да го бараат. Бара енергијата која те смирува, тоа ја подига, која те релаксира, а читањето на книгата дефинитивно тоа го возможува. Професор доктор Зоран Крстевски, гостин во утринската Носител, благодарам. Благодарам и на вас.